Првиот човек на владата верува дека работната група во СДСМ е најдобриот формат преку кој ќе се договараат сите детали околу предлозите на ВМРО ДПМН. Димитар Ковачевски не ги известил само сопартијците, туку и меѓународните партнери, дека наводно Мицкоски на лидерската средба се обврзал да учествува во процесот на носење одлуки за европската иднина. Иако опозицијата е децидна дека уставните измени под бугарски диктат нема да ги прифати, во СДСМ владее оптимизам дека евентуалната широка влада не само што ќе го заврши процесот на уставни измени, туку и ќе отвори и затвори едно или две поглавја. Тој негов јавно искажан став и преземена обврска, јас нормално ја споделив не само со Централниот и извршниот одбор на СДСМ, туку и со нашите меѓународни партнери, кои што исто така ја следеа таа пресконференција на која што сите барања кои што ги имаше ВМРО ДПМН беа практично прифатени од сите политички субјекти во државата. Гледам дека вчера и Алијанса и дополнителен ветар во грб му дава на ВМРО ДПМН. Опозицијата не го дели оптимизмот на премиерот околу идејата за работна група. Во ВМРО ДПМН сметаат дека нема потреба од неа доколку СДСМ не се одлучи за еден од предлозите кои Мицкоски ги понуди на лидерската средба. Сите спинови околу уставните измени и нивно прифаќање под бугарски диктат се невистините, бидејќи ВМРО ДПМН напоменува и кон СДСМ и кон ДУИ. Во овие околности вакво диктирање на уставни измени нема да поминат. Затоа, наместо СДСМ да свикува извршен одбор и централен одбор и да формира работни групи кои што не би имале суштинска работа, подобро е да прифати да се откаже од ДУИ и второ, јасно да каже кој од двата предлози на ВМРО ДПМН се за нив прифатливи. ВМРО ДПМН доби понуда да влезе во владата и да добие 5 министерски позиции и за возврат да гласа за уставните измени. Тие поставија неколку услови меѓу кои и ДУИ да ја напушти коалицијата, што беше прифатливо за интегративците, но само ако уставните измени стапат на сила пред формирањето на евентуалната широка влада без ДУИ.